Досега во Македонија се откупиле 100.000 јагниња по цена од 280 денари за килограм. Според министерот за земјоделство, сега бил шпицот на откупот и се очекува истиот да продолжи со сегашната динамика. Трипуновски потенцираше дека на одгледувачите на овци им биле исплатени сите субвенции по грло до 2025-та, односно државата исплатила над 1 милиарда денари. Со ова практично го затвараме комплетно исплатата кон оваа сточарска гранка. Реализацијата на сите плаќања по однос овчарството мислам дека ќе биде доволен стимул за тековната 26-та година да имаме повеќе задржани женски јагниња, односно зголемување на бројната состојба на овците во Македонија. Министерот истакна дека за 2026 и 2027 ќе добијат субвенции и оние земјоделци кои што се под прагот за предвидената мерка за субвенционирање. Се со цел во овој период да се прилагодат земјоделците и да ги постигнат бараните квоти. Нема никој да биде исклучен од процесот на земање субвенции. Во тековната програма за 26-та година има посебна мерка која што ќе ги опфати сите овие мали земјоделци кои што се под праговите кои што ги имаме ставено во програмата за 26-та година. Исто така ваква мерка ќе постои во тековната 27 година, престојната, со цел во овие 2 години заедно со сточарите да помогнеме да ги постигнеме тие минимални прагови. Одгледувачите на овци истакнаа дека со исплата на овие субвенции и цената која што се постигне годинава позитивно ќе се делува на сточниот фонд. Исплата на овие субвенции верувам дека ќе ги помагна многу сточарите. И верувам дека и другите години ќе се исплатат на време и да само тоа може да го расте бројката и стимулациите други, например, да го вратиме женското јагне да има исплата за приплод. Со цената е добро, задоволни годинават и со цената, имаш и за поголемо јагне, пласман. Цените 280 денари беја на терен и до 40 кила јагнина одеја. На средбата се разговараше и за останатите проблеми кои што ги имаат сточарите. Се со цел поддршка на оваа гранка и зголемување на сточниот фонд на ниво на држава. За Сител, Дарко Штарговски.